Глобалниот еколошки фонд, програма за мали грантови, има финансирано проект заедно со општината Ново село на водопадите во општина Ново село Смоларски, Колешински на Мокринските извори. Главната цел на овој проект е од централната област биолошка разновидност. Во случајов се работи за заштитата на реликтниот вид папрат Осмунда регалис. Покрај заштитата на овој вид се врши и заштита и промоција на другите природни убавини, во случајов водопадите, меѓународните води, затоа што сите води од Македонија се меѓународни. Папрата како заштитен вид можеби и не звучи толку возбудливо, но во случајов тоа е вид кој што е единствен од таков карактер во државата, и ако не се води грижа за него, не обрнува внимание, истиот може да исчезни за секогаш и веќе да го немаме. Сдруженијето на граѓани Утро од Ново село успешно го спроведе овој проект, направи и промоција и заштита на папрата, со тоа пошироката јавност и меѓународната, во случајов најчесто од Република Бугарија посетителите и од Грција, ќе можат да видат и знаат што има тука, па да побараат или да пробат да видат ако и во нивните држави го има истото, на сличен начин да пробат да го зачуват и промовираат. На граѓани Утро од Ново село доби грант од фондацијата ГЕФС од програмата за мали грантови, за биолошка заштита на смоларските, колешанските и мокрински извори. Главната цел на проектот е заштита на папратот Осмунда регалис, која е единствено на Балканот. Друга цел на проектот беше масовно учество на локалното население во изработка на проектот. Имаме изработено мапа на Струмичкиот микрорегион, знаејќи дека водопадите се повеќе и повеќе се посетени за полесно да дојдат до нив. Имаме изработено и каталог на производи од нашиот регион. Мапите и каталозите ги испечативме во поголем број и ги доставивме до сите меѓународни фондации што ги има во нашата држава, до амбасадите и до туристичките агенции. Имаме поставено маси, клупи, канти за одржување на нашите три убавини. Проектот го изработивме заедно во партнерство со општина Ново село. Се состоеше од 20-25 000 долари.
позади нас се наоѓа колешкиот водопад. Нашето здружение тука има направено од проектот од фондацијата ГЕФ, програмата за мали грантови. Имаме поставено канти за отпад, имаме направено клупи, 2 летниковци и тука ни е главната цел на проектот заштита на папратот Осмунда регалис, која има исклучиво тука само од целиот Балкан. Одделението за локален економски развој при општина Ново село, како еден сегмент од локалната самоуправа во Ново село, е доста активна покрај редовните задолженија што ги има во општина Ново село и во делот на помагање на поддршка на невладиниот сектор. Пред се би сакал да истекнам голема соработка со Сдруженијето на граѓани Утро и ГЕФ како фондација која доста вложува во самата општина Ново село, се разбира преку невладиниот сектор, заеднички, односно партнерски со општина Ново село во делот на заштита на животната средина и уредување на природните убавини во општина Ново село. Пред се би го истекнал проектот кој беше реализиран некаде до февруари месец, како носител на проектот невладината организација Утро. Партнери во реализацијата на проектот исто тука се ГЕФ и општина Ново село во делот на заштита на реткиот вид на папрат Осмунда регалис и дел на поставување на инфраструктурата на трите природни убавини, односно Колешинскиот, Смоларскиот и Мокринските извори. Таа соработка, значи, како резултат на спроведување на овој проект, соработката со глобалниот еколошки